студентско организирање, права и обврски, глобално вмрежување, локално делување. Академски четврт на Студент ФМ 929. Почитувани, добар ден во најновото издание на емисијата Академски четврт, или како што ние нарекуваме 15 корисни минути. Денеска зборуваме за кампањата Get Online Week, кампања чиј носител во Македонија е организацијата Отворете ги прозорците. Јас само ќе најавам дека се тоа наши долгогодишни пријатели. Тоа е организација или сервисен центар за лица со хендикеп, каде корисниците имаат пристап до компјутер и интернет со помош на адаптирање и прилагодување на технологија според нивните потреби. Овој пат личната карта на организацијата ја ставаме во втор план, во прв план е секако кампањата Get Online Week, за која ќе разговараме со мојата денешна гостинка Магдалина Димкова-Вилковска. Добар ден, добре ни дојде, Магдалина. Добар ден, Александра, и добро ве најдов. Ми е драго што повторно сум ви гостинка овде кај вас во радио. Така, секогаш имаме убави работи да споделиме, се надеваме дека си помагаме едни на други со она што го работиме. Денеска започнува Get Online Week кампањата. Јас би сакала прво да ги кажеме нели личната карта на кампањата, што таа значи и што значи вклучувањето на Македонија во оваа кампања. Така. Драго ми е што еве имаме можност и овде да ја промовираме, значи кампањата. Всушност таа е кампања за поттикнување на дигитална инклузија. Значи на европско ниво се одвива во 27 земји, во многу организации кои што действуваат во овие земји и всушност главниот организатор е организацијата Телецентар Европа, која што е всушност чадор организација на повеќе организации кои што работат на големување на дигиталната инклузија, развој на IT вештиника и различни таргет групи. Драго ми е што токму во студентско радио ќе промовираме кампањата, бидејќи и фокусот на оваа кампања се младите. Односно, се претпоставува дека скоро секој млад користел или барем еднаш користел компјутер и интернет, а најголем дел од нив секојдневно го користат компјутерот. По поголем дел од времето, но сега се поставува прашањето дали оние вештини кои што секојдневно ги користиме за работа на компјутер и забава на компјутерот може да се искористат и во насока на барање на работа, во насока на збогатување на личниот и на професионалниот живот, во насока на вештини кои што ќе ве направи компетитивни на пазарот на трудот во иднина, така да супер е што и вашите слушатели ќе може да ја слушнат кампањата, да ја поддржат кампањата, а она што спомнавме што значи Македонија да биде дел од оваа кампања, тоа значи дека се изедначуваме со европските земји. Односно, кога ќе слушателите кога ќе ја поддржат кампањата, тоа е всушност една кратка онлайн анкета која што се пополнува и директно ве води на мапа на земји кои што се вклучени во и ја спроведуваат кампањата во нивните организации и оно што е добро што има топ 10 држави на оној првиот значи на страната која ќе се отвори и добро е што ние во овие 2 дена од кога трае кампањата сме меѓу првите 5. Значи варираме помеѓу 4-то и 5-то место. Значи добро котираме. Така, одлично, бидејќи минатата година, која беше втора година поред како Отворете ги прозорците ја промовира кампањата, имавме околу 1200 поддржувачи, што за нас беше напредок од пред таа година, бидејќи тогаш имавме многу помалце. Значи, годинава е трета година поред, бележите напредок, кога веќе зборуваме за поддршката, значи оваа кампања може да ја поддржи секој, нашите слушатели. Јас ќе споменам вашата веб страница, каде што нели постои линк за поддршка на оваа кампања www.openthewindows.org. Значи, овде секако со неколку клика можете да станете од мноштвото поддржувачи на кампањата. Е сега споменавме дека е битно кампањата, една од целите е како компјутерските вештини да ga подобрат вработливоста или конкурентноста на пазарот на младите. Јас би сакала исто тука да ставиме акцент и на дигиталната инклузија кај луѓето со попреченост или со посебни потреби, односно хендикеп, луѓе со кои вие работите, како дигиталната инклузија може да им помогне нив. Така. Она што
оваа година особено сакавме да го потенцираме е тоа учество во дигиталниот свет. Значи, она што отворете ги прозорците од 2005 година до денес го прави развивање на тие IT вештини кај лицата со попреченост, односно наши корисници кои што доаѓаат еднаш неделно во центарот и се стекнуваат знаење како да работат на компјутер и како да го користат интернет. И оно што особено гледаме да го потенцираме кај нив е како компјутерот и интернетот да го насочат кон стекнување на знаење, како да го насочат кон барање на работа, како да го насочат кон начини кои што ќе може да им помогнат за да најдат полесна работа. Значи, во тој дел се обидуваме да не правиме фама од тоа дека компјутерот е нешто што го користат само оние што знаат како да го користат, како може и некој друг да го користи. И примерите кои што ги имаме кај нас се многу позитивни. Значи, ги користиме социјалните мрежи исто како што јас ги користам, така ги користат и нашите корисници, имейл, скајп, значи за комуникација, пишување на одредени семинарски работи, пишување на одредени домашни работи, барање на дополнителни информации, значи сето тоа е нешто што прави корисниците кај нас да се вклучени во дигиталниот свет. Оно што особено сакаме и во овој дел да го нагласиме е тоа што голем дел од информациите што се споделуваат и на медиумите и на интернет не секогаш се пристапни за лицата со попреченост. Односно, не секогаш лицата со попреченост ќе можат да дојдат до нив. А сепак тие се исто потенцијални лица кои што некои тие информации се од интерес, или пак се можеби потенцијални потрошувачи на одредени производи или пак на одредени услуги, исто како сите други. Но доколку не се информираат и не дојдат до информациите, тогаш не ни може да бидат потенцијални потрошувачи. Затоа зборуваме за тоа да сето она што се нуди да биде пристапно, односно има стандарди за веб пристапност, кои што може да се следат и кои што нема ништо да се промени на самата содржина, нити на изглед на одредена веб страница или пак на одреден портал, но ќе направи да се зголеми бројот на корисници, реципиенти. Да. Додека чекате, информирајте се. Академски четврт 929. Ако може да заклучиме тоа што претходно го говоревме, значи да се расшири информацијата, да биде пристапна и на оние кои имаат потешкотија на следењето, значи ли тоа дека на некој начин кампањата, па и вашата работа генерално е насочена кон сите луѓе кои што пласираат информации на интернет, така? Значи треба да бидеме свесни дека различни приматели има на таа информација, така? Што може да се направи во тој поглед? Како се подигнува свест? Така, значи, она што ние го правиме постојано, значи, подигнување на свеста. Мене ми е драго што овој пат имаме доста медиуми за поддршка на кампањата, значи, доста се споделуваат информациите и на тој начин барем предпоставуваме дека некој може би дополнително ќе се информира или па ќе дознае за она што ние го зборуваме, она што ние сакаме да го информираме. Ми е драго што во голем дел и од нашите активности се вклучуваат и факултетите за информатички технологии, значи студенти, професори кои доаѓаат кај нас со кои што комуницираме. Една од идеите ни е тоа да се сподели, значи и поимот за асистивна технологија, и поимите за веб пристапност и кај младите студенти кои што можеби во иднина кога ќе се најдат на пазарот на трудот или па кога самите би биле работодавачи би го имале и ова во предвид, дека потрошувачите не се секогаш само оние кои што ние ги гледаме, можеби се оние кои што не ги гледаме, но им треба еден поинаков вид на споделување на информацијата. Оваа кампања исто така е во согласност со иницијативата на Европска унија Дигитална агенда за Европа, во која што во неколку акции пропишува како да се зголеми дигиталната инклузија, бидејќи во тоа се гледа и еднината на светот и во односи на бизнисот. Значи, во поголем дел веќе се станува повеќе електронски и е многу полесно да се комуницира. И особено во еден дел од тие акции кои што ги пропишува, ги предлага Дигиталната агенда за Европа е како да бидат и веб пристапни особено страниците на институциите. Значи, оние кои што нудат информација за граѓаните, а во граѓаните сме сите ние, па таму се лицата со попреченост.
А исто така пак од друга страна асистивните технологии и оваа веб пристапност, ако се размисли малце пошироко, не се ограничувачки само на лицата со попреченост. Значи тука станува збори за лица кои што се во повозрастна доба, значи лица кои што јазикот на кој што се пласира информацијата не е мајчин јазик. Значи сепак поширок е проблемот, да да. опфаќа повеќе аспекти. Кога веќе споменавме за повозрасните нели како таргет група, тука доаѓаме до вториот дел од вашата активност во однос на кампањата, тоа е информатичка технологија и третото доба, можност или потешкотија. Тоа ќе биде трибина тема која што ќе одржите на филозофскиот факултет, значи ги вклучувате и повозрасните. Каква е сега работата со нив и заинтересираноста кај нив за употребата на информатичката технологија? Така, значи тоа е една од активностите кои што ја организираме во текот на оваа Get Online Week недела. Во петок, во 17 часот на филозофскиот факултет, заеднички со универзитет трето доба, значи тоа се возрастни лица, ќе дискутираме на тема информатичката технологија и третата доба, дали е тоа за нив можност или пак потешкотија. Зошто ги вклучуваме? Тоа е бидејќи веќе два пати гостуваме кај нив на нивните предавања. Еднаш беше информации за асистивна технологија, бидејќи се обидуваме и да промовираме дека асистивната технологија, она што го споменав, не е ограничувачка само за лицата со попреченост, туку ете и повозрастните кои што со тек на време слабе видот, слабе слухот, моториката, можеби некои од овие пристапни опции или пак асистивни уреди би можело да им ја улесни работата во компјутер и навистина интересот кај возрастните лица за користење на информатичките технологии е доста голем. Значи тие се заинтересирани, сака, дури размислуваме за воиднина на заедничка соработка во однос на посетување на нашиот центар или пак подготовка на одредени софтверски апликации кои што би им ја олесниле работата. Новата трибина токму сакаме за тоа да позборуваме дали тие ја користат технологијата, доколку не зошто, на какви потешкоти не идуваат и го спротивно, значи како ја користат, за какви информации да добијат. На самата трибина, освен што ќе ги запознаеме со кампањата и со идејата за дигитална инклузија и за вклучување на сите за да се користат бенефитите кои што ги нудат компјутерот и интернетот, ќе гостува еден професор од Институтот за дефектологија, Љупчо Едински, кој што се уште е доста активен и на конференции, на трибини, пишува и користи информатичка технологија. Исто така ќе имаме представник од порталот preventus.mk кој што ќе зборуваат зошто тие имаат портал, всушност тоа се информации кои што се поврзани со здравје и како всушност токму наменети за оваа таргетна група. Студентите кои што се од универзитет трето доба би можеле да пристапат до тие информации, да ги консултираат. Например, тие имаат 24 часа доктор каде што можеш да поставиш прашање. Так. И често тие зборуваат, се случува да внуци поставуваат прашање во име, во име на нивните баби и дедовци. Но а вашата цел е самите тие да прават прашања. Така да, одлично е што ќе имаме баш можност да поразговараме на оваа тема и со нив. Агендата во оваа недела Get Online Week ви е навистина пополната. Утре имате уште една трибина, верувам таа е централната, тоа е дигиталната инклузија во Македонија, ќе се одржи во хотел Порта, тоа е во настан во аеродром. Што се ќе се зборува на оваа трибина и кој се ќе учествува? Така, значи тој не е централен настан, утре тоа е тркалезна маса. Токму за ова што го зборувавме и поттикнување на дигитална инклузија, но да видиме до каде сме ние во таа дигитализација и во тоа учество. Таму ќе имаме представник, всушност заменик министерката за информатичко општество и администрација, господја Марта Арстовска-Тумовска ќе гостува и ќе зборува за иницијативите кои што ги има Министерството за информатичко општество, бидејќи тие она што го прават, особено на полето на дигитална инклузија, од една страна направија превод на тие V3C стандарди за веб пристапност, кои што сега ќе ги има на македонски, ќе може да се користат, исто така во фаза на финализирање е софтвер за синтеза на говор на македонски јазик, што може да го користат лица со оштетен вид.
овие две активности на Министерството во голема мера ја поттикнува дигиталната инклузија во Македонија. Освен госпоѓата Томовска, ќе биде и представник од Факултетот за информатички технологии и компјутерско инженерство, кои што во соработка со Министерството го изработуваат софтверот и ќе зборуваат за нивното искуство. Ќе има представник од Фундацијата Метаморфозис, кои што ќе зборуваат за всушност дека пристапот на информација е човеково право, значи во однос на како право, како се гледа оваа дигитализација. Ќе имаме како представник ќе биде магистрантот Ирина Бујманлиева, која што е и наш корисник од самите почитоци, која што е со целосно оштетување на видот, но еве веќе е во подготовка на магистерската теза на правниот факултет, значи веќе ќе биде магистриран правник и во најголем дел преку потребата на компјутерот како извор на информации и секако од кај нас ќе зборуваме за и пристапноста на образованието, што се нуди, што е досега направено во нашите активности, како ние се подготвуваме да овозможиме подобро образование, односно да ги зголемиме можностите на учениците со посебни образовни потреби, за да може да дојдат до повеќе информации кои што би им биле потребни за понатамошниот живот. Така, дали трибината е од отворен тип, дали може да учествува секој што е заинтересиран за овие повеќе аспекти и теми кои што ги работи? Така, на тркализната маса очекуваме да има повеќе посетители. Нас ќе ни биде драго и доколку има и заинтересирани студенти кои што би сакале да дојдат и да се информираат, исто така и медиумите доколку ова прашање не само да ја споделат информацијата и да ја проследат на нивните канали, туку и да исто така размислат и можеби продискутираме за тоа колку всушност оние информации кои што се споделуваат е важно да бидат достапни до сите или да ги на начин достапен да ги стигнат сите, да. Така. Верувам дека поканата е упатена преку вистинскиот медиум. Ти благодарам за денешното гостување. Јас уште еднаш ќе повторам www.openthewindow.org, значи тука можете да се да ја проследите и анкетата за кампањата Get Online Week. Мој денешен соговорник беше Магдалина Димкова Велковска од Отворите ги прозорците. Ви посакувам успешна активност, успешна кампања и недела и се надевам на следна средба каде што ќе ги сумираме заклучоците и резултатите. Така, ви благодарам многу за поканата. Исто јас би ги повикала сите слушатели и студентите да ја поддржат кампањата, значи тоа е само едноставно кликање, да ги следат нашите активности, можеби нешто од тие информации би им било од интерес и доколку се заинтересирани, слободно може да не контактираат, да не посетат. И се надеваме дека повторно овдека ќе информираме за сето она што беше постигнато во оваа недела. Благодарам уште еднаш. Почитувани академски четврт, го затвораме. Се надевам дека за вас беа овие 15 минути на вистина корисни. Ве поздравува вашиот уредник и водител Александра Јуруковска. До слушање. Студентско организирање, права и обврски, глобално вмрежување, локално делување. Академски четврт на Студент FM 929.